Постапувајќи во смисла на законските одредби, денес до Советот на јавни обвинители доставив листа на кандидати од редот на постојните јавни обвинители кои предлагам да бидат избрани за јавни обвинители во јавното обвинителство за гонење на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на неовластено следење на комуникациите, познато во јавноста како специјално јавно обвинителство. Станува збор за следниве обвинители: Артан Ајро, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје; Бурим Рустеми, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Куманово; Гаврил Бубевски, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје; Дарко Јакимовски, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје; Елизабета Јосифовска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Гостивар; Лејла Кадриу, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово; Ленче Ристоска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје; Лиле Стефанова, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција; Љубомир Лапе, ВД основен јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Крива Паланка; Марија Ѓорѓева, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје; Снежана Бундалеска, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје; Стефчо Донев, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Кочани; Трајче Пеливанов, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје; и Фатиме Фетај, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје. Значи, вкупно се работи за 14 јавни обвинители, заедно со мене 15. Во конкретниот случај се работи за истакнати професионалци кои уживаат доверба и висока репутација. Би сакала да нагласам дека бројот на јавните обвинители кој е предложен е неопходен за успешно вршење на специјалното јавно обвинителство, поради што очекувам дека Советот на јавни обвинители, имајќи ги во предвид кратките временски рокови за формирање на тимот во специјалното јавно обвинителство, ќе ја потврди довербата во колегите со нивен избор за јавни обвинители во специјалното јавно обвинителство. Исто така ве известувам дека во меѓувреме се превземаат сите активности за обезбедување на непречени и соодветни услови за работа на специјалното јавно обвинителство, па во рамките на законските предвидени рокови очекувам специјалното јавно обвинителство и официјално да започне со својата работа. За сите понатомошни чекори јавноста ќе биде благовремена известена, бидејќи транспарентноста во работењето на специјалното јавно обвинителство не е само законска обврска, туку и представува и основа за градење на довербата во работењето на институцијата. Ви благодарам на вниманието. Кога ќе почнат со работа овие обвинители, бидејќи еден од нив денеска беше во судница, го затикнавме. Кога ќе почнат кога официјално? Откако ќе бидат избрани од страна на Советот на јавните обвинители, што е нивна обвинителка. Не. Истражителите сите до 15 ќе се знаат октомври. Да. Како? Како што реков, го замолив Советот биде да го има во предвид роковите кои се пред нас и да биде тоа во најбрз можен рок. Задоволни сте во условите во работа во Министерството за правда? Апсолутно да. Дали до сега добивте некои од предметите кои што треба? Не, бидејќи седиштето привремено, регистрирани сме во Министерството за правда, заради тоа што јас веќе работам, а предметите ќе бидат преземени откако ќе се официјализира седиштето каде ќе биде на специјалното јавно обвинителство. Добивте ли обезбедување, дали се чувствувате безбедно? Јас се чувствувам безбедно. Понеделник имате ли средба со Джезбелија и во ОРАФ? Во тој дел ќе има специјална изјава во дадено време, во време кога ќе сметам дека треба да дадам.